Започна реконструкцијата на плоштадот Крушевска република во срцето на градот, на кој се наоѓа 11 века стариот чинар. Едно од најзначајните историски обележја на Охрид, кое досега пропаѓаше, ќе добие нов лик. Запуштен, без никакви содржини, замираше просторот наместо да дише во автентичен охридски дух. Сега охријани повеќе нема со горчина да се присетуваат на убавите мигови поминати на ова култно место, туку ќе создаваат нови спомени. Ја поздравуваат иницијативата на локалната самоуправа која ги зеде конците во своји раце, фаќајќи се во костет со оние кои го урниса ова за нас значајно место. Многу ми е мило и многу сум задоволна ако то се стори, се уреди како центар, како туристички град. Тога ќе биде уште попривлечно и за нас како туристи, како за нас пензионерите и за младите исто. Шо е убо? За секого е убо. А заши туристичко место и заши УНЕСКО е затоа треба. Ова не го личи тоа вака. Ова треба да биде дека миено, очистено, клупи да има луѓе, ова е клупа. Дали ќе биде добро кога ќе се уреди овде? Би требало да е, господјо, како да не биде. Јас ако се дотерам, се избричам, се купам кошула буба, како не ќе би ако сум стар. Логично е тоа. Ова е еден од капиталните проекти кој што беше ветен уште во првиот мандат, но досега чекаше реализација заради обструкциите од тогаш актуелната гарнитура во Министерството за култура и Управата за заштита на културното наследство, вели градоначалникот Пецаков. Првичниот проект претрпел неколку измени поради забелешките на УНЕСКО. Овие 2-3 години ги поминавме во исполнување на или промена на одредени забелешки кога сме ги добиле да направиме промени во проектот. Претрпи 3 измени самиот проект, меѓутоа конечно доби финалната фаза пред 2,5 години. Не можевме стигнеме до одобрение ради разноразни сопки, меѓутоа ево крајот на светлото на тунелот се гледат, отпочнува ова. На местото на некогашната фонтана, која со години нефункционална скапуваше, нема да се направи нова, поради археолошките наоди на таа локација. Но и без фонтаната, целиот простор околу чинарот и старата чаршија ќе добие модерен изглед кој што сепак ќе се вклопи во амбиентот, укажува Пецаков. Проектот чини 45 милиони денари, пари кои за оваа намена се издвоени од општинската каса.